Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Писмо од загрижениот Господ татко до својата ќерка. Ќерко моја, може би не ме познаваш, но јас знам се за тебе. Знам кога ќе седнеш и кога ќе станеш. Јас сум запознаја со целиот твој живот. Дури и лакната на твојата глава се изброени, зашто си направена според мојата слика. Во мене живееш и се движиш, и ти си моето потомство. Те познавам уште пред да се зачнеш. Те избрав кога планирав создавање. Не си грешка, затоа што сите твои денови се напишани во мојата книга. Јас го утврдив точното време на твоето раѓање, каде што живееш. Ти си преубава и прекрасно направена. Те вметнав во утробата на твојата мајка. Јас сум погрешно представен од оние кои не ме познаваат. Не сум далечен и луд, туку сум целосен израз на љубов и разбирање. Моја желба е да ти ја дадам целата љубов, зашто едноставно ти си моја ќерка, јас сум твој татко. Сакам да ти понудам многу убави подароци, повеќе на земјата отколку што може кој друг било да ти понуди. Зашто те сакам. Јас сум совршен татко и секој добар подарок што ќе го добиеш доаѓа од мојата рака. Јас сум Господ татко кој обезбедува и сакам сите потреби да ти ги обезбедам. Мојот план за твојата иднина од секогаш бил исполнет со надеж, затоа што те сакам со вечна љубов. Моите мисли кон тебе се безброј, како песокот на морскиот брег, и се радувам на тебе со пеење. Никогаш нема да престанам да ти правам добро. Ти си моето богатство што сакам да го утврдам со целото моје срце и со целата моја душа. И сакам да ти покажам големи и чудесни работи, ако ме побараш со сето свое срце. Ти најмило моje дете, ќе најдеш само светлина во мене. Јас ќе ти ги исполнам желбите на твоето срце, бидејќи јас сум тој кој ти ги дава тие желби. Јас сум во можност да направам повеќе за тебе отколку што би можела да замислиш, бидејќи јас сум твојата најголема храброст. Исто така сум таткото што те теши на сите тегоби кога си скршена во срцето. Еден ден ќе ја избришам секоја солза од твоите очи и ќе ти ја одземам целата болка што ја претрпуваш на овој свет. Јас сум твојот татко и те сакам, исто како што го сакам мојот син Исус, зашто во Исус ја открив мојата љубов кон тебе. Еве ја точната представа. Тој дојде да покаже дека не сум против тебе и да ти кажам дека не ги бројам твоите грешки и гревови. Исус умре, за да можеме ти и јас да се помириме со неговата смрт. Ете,
Тоа беше крајниот израз на мојата љубов кон тебе. Се откажав од мојот единороден син Исус кога беше на крстот, само да бидеш ти заедно со мене и со него. Се што сакам е да ја добијам твојата љубов и да имаш живот вечен. Само и само ако го прифатиш мојот подарок, спасението преку покаяние во Син ми Исус Христос, за да ме примиш и ништо повеќе да нема да не раздели од преголемата моја љубов. Ако го прифатиш мојот Син Исус Христос за твој Спасител и Господ, тогаш добре дојде дома, моја најмила ќерко, зашто беше загубена и те пронајдов. Беше мртва и те оживеав. Јас ја приготвувам најголемата забава на небото за тебе, најмило мое дете, што некогаш сум ја видел само да си дојдеш дома. Од секогаш сум бил татко и секогаш ќе бидам. Моето прашање до тебе е: дали ќе бидеш повторно мое дете? За да бидеш, изговори ги на глас овие зборови. Господи Исусе, се покајувам за моите гревови. Те признавам за мој Господ и Спасител. Дојди во мојот живот, преземи го и направи нешто со него. Ти благодарам, Господи Исусе, за крвта. Со преголема радост и љубов те чекам. Твојот татко, семојкиниот Господ Бог. Елиезер.